емисија Мој збор разговарам со професор доктор Лаза Трипков и тоа на тема уметност. Ќе одговориме на прашањата дали денеска можеме да говориме за уметност, а при тоа да не мислиме на примената уметност и зошто банана закачена за ѕид се проценува како врвно уметничко дело во исто време каде што многу изложби во галерии на вистина ценети уметнички дела остануваат непосетени и непроценети. Дали воопшто има смисла денеска да зборуваме за уметноста во ера на вештачката интелигенција, која што се потпишува како автор на уметничките дела и која што е алатка за наше уметничко творење? Сите овие прашања ќе ги одговориме во новата емисија Мој збор, а вие проследете го мојот денешен разговор со професор доктор Лаза Трипков. Во продолжение останете со нас и ќе ги дознаете одговорите на сите овие интригантни прашања. Лаза, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостин во третата сезона од емисијата Мој збор и никогаш кога размислувам за тоа кој ми е можеби најпогодниот гостин за тема уметност и покрај тоа што е тоа широка тема, мислам дека прва асоциација секогаш си ми ти. И сега во третата сезона повторно зборуваме за уметноста, неисцрпна тема и мислам дека и во претходните разговори се сложивме и двајцата дека само загребавме по површината на ова неисцрпна тема и не знам дали воопшто некогаш ќе може да се најде одговор на тоа вечно прашање која е улогата на уметноста денеска. И јас кога разговарам со луѓе од моја непосредно обкружување, многу често ја го слушам оно уверување, лесно ви е вас уметниците. Сметајќи ме и мене тука како некој кој што припаѓа на уметничката фела и се занимава со уметноста, па еве на ваков начин преку емисиите зборувајќи за уметноста. И сега не знам како да го протолкувам тоа лесно ви е на вас уметниците. Дали е тоа некоја критика или е тоа некоја пофалба и комплимент, у смисла лесно ви е на вас уметниците затоа што имате вградена вештина како да ги преживеете околностите и оваа бесмисла и абсурд и животни екзистенцијални кризи, или лесно ви е на вас уметниците затоа што сте несериозни, па не го сваќате светот баш у својата потполна тегобност, што би кажал Сартер. Зошто ни е лесно на нас уметниците? Зошто ви е лесно на вас уметниците и дали ви е лесно? И што значи таа уметничка слобода? Дали е тоа слобода или е повеќе обврска на уметнички начин да се толкуваат работите? Чувствувам дека од најавата ќе имаме повторно долг разговор и ми е секојаш задоволство да дискутирам. Навистина, ова се можеби од оние омилените гостувања каде што можеш да си раскажеш одредени сваќања за една тема, да очекуваш дека соговорникот ќе ги прифати, нели? Односно оној што те интервјуира и да дојдете до некој суд или заклучок, меѓутоа тој никогаш не е во завршна форма. Нели никогаш не завршува, веројатно за тоа имаме едиција трета, па веројатно ќе имаме и четврта и пета и се надевам дека екипата која што стои позади овој проект упорно, односно истрајно ќе остане и будно да ги следи сите наши дискусии и разговори. Не, навистина ми е задоволство, секоја што задоволство ја прифаќам поканата и оние сугестии во однос на начинот на кој што треба нели да дојдеме до некаква завршна целина, уште повеќе ме мотивираат и во исчекување на новиот циклус. Дали ни е лесно? Јас знам дека леснотијата би требало на некој начин да дојде или да следува со духот на човекот, односно таа енергија или љубов која што ја носи он во себе. И мислам дека тоа треба да биде главниот контрапункт кон кого треба да се насочат работите. Дали ние ќе успееме во тоа на начинот на кој што го пренесуваме сето тоа и сваќањето кое што треба да го доживеат идните генерации ќе оди во истата таа насока или не, тоа многу зависи од повеќе фактори и чинители во државата кои што го даваат нели тој културен дискурс, јавен дискурс. Меѓутоа она што јас го следам повеќе и сум насочен кон тој некакво генерално прифаќање или сваќање на нештата е дека
Можеби не ни било толку лесно како што било претходно во некои други системи, меѓутоа не ни е ни тешко. Не ни е тешко заради тоа што ако знаеме да работиме и сакаме да работиме, веројатно возењето камион во Велика Британија или Германија би ни представувало многу поголемо задоволство или незадоволство, меѓутоа секогаш ќе си најдеме или изговор или причина да кажеме дека нештата се многу тешки, а при тоа да не се обидуваме да влијаеме или да ја смениме. Впрочем, и тоа е контекстот на самата емисија, мојот збор, кој што дава и треба да биде еден вид на патоказ кон сите тие тенденции, односно предвидувања за тоа како може и днината да се замисли или да се исканализира и да се даде некаква насока. Мене не ми е воопшто тешко, не ми е ни некаков посебен предизвик да се будам наутро и да станувам да ги извршувам тие обврски кои што ми се наложени. Напротив, верувам во тоа што го работам и сакам да го правам. Можеби за идејата е позадината е да дадам некаков поинаков призвук, нели, па и пример, па некој да се идентификува дополнително со сето тоа пред се студентите, нели? Меѓутоа и тука ги ставам и моите деца секако. Меѓутоа и опкружувањето, ние живееме во една многу тешка средина, опкружени сме со медиокритети пред се. И мислам дека начинот на кој што ние мораме да го артикулираме сето тоа кое што го знаеме или познаваме е во упорноста да докажуваме некому или на некого дека тоа треба така да биде или евентуално да не биде. Можеби камионот е успех за среќа заради тоа што завршувањето на работата од точка А до точка Б е некаква манифестација на тоа што мораш, нели, во текот на денот да го одредиш, меѓутоа дистанцата во која што ние се наоѓаме, нели, од тој таму кој што патува и ја обавува својата работа, сатисфакцијата можеби се финансиите или семејството кое што го снабдува или го provide, има еден збор на англиски, во моментот тој ми текнува. Меѓутоа, да, ако ние успеваме да преживееме во Македонија, не се жалам воопшто, не сакам да бидам сватен дека се жалам, меѓутоа знаеме како да од проектна поддршка во висина од 30-40 илјади денари да ја потрошиме. Верувам дека кога некој би не поддржал со многу повеќе средства, би имале посериозен проблем. Кундера има наслов на еден роман кој што се вика Неподнослива леснотија на постоењето и тој реферира токму на оние ситуации секојдневни во кои што паѓаме од премногу конформизам, би рекла јас, или некоја удобна зона која што ќе си ја заземеме, каде што имаме безбедност или тие основни потреби кои што ни се задоволени, меѓутоа амбиција и инспирација за нешто повеќе секогаш е во недостаток и тоа е она кое што набутка во некоја духовна криза и мислам дека Кундера во тој роман тоа многу убаво го објаснува и го опишува токму преку неговите ликови. Е сега секојдневието на еден уметник, колку животот на обичниот човек, затоа што на крајот од краевите во социјален контекст сите функционираме, нели, како обични луѓе, имаме свое секојдневие кое што е исполнето со ефемерни, прозаични средби, прозаични луѓе и работи кои што ги правиме можеби по автоматизам, по инерција, за кои што немаме некој многу голем влог духовен и емоционален и ментален и интелектуален, како да кажам. Колку е умешност, колку е уметност да се преживее таа неподнослива леснотија на постоењето на обичниот ден и како уметникот во тоа бара смисла, затоа што ми се чини дека целиот ангажман на уметникот е во постојано барање на смисла и смислата некако ми се врзува со тие вечни прашања што сега ги поставуваме и ги вртиме веќе 3 сезони. И секоја смисла мислам дека е безвременска, затоа што ако смислата се врзува за времето, тогаш има една тенденција да заврши, да се прекине, ако смислата може да се прекине, дали воопшто никогаш била смисла. Каков е патот и борбата на уметникот во барањето на смисла во тој обичен контекст кој што го живееме секојдневно? Кога, значи,
во текот на прашањето размислував како да го почнам и одговорот. Меѓутоа многу мисли ми поминаа низ глава во истиот момент, веројатно се осетив како бот на ChatGPT, пробувајќи да извади повеќе булет поинти за да го состави сето тоа, па сега ќе пробам да срочам некој редослед во главата за да кажам, за да почнам всушност одговарајќи на прашањето. Јас прво не верувам дека постои инспирација. Не дека не верувам во причината да најдеме инспирација во нешто, него во самиот термин и што представува инспирација, заради тоа што мислам дека тоа е прво изговор за нештата да не се започнат или почнат или да не се довршат. Понатака не верувам дека леснотијата сама по себе треба да биде причина во денешно време, посебно во капиталистичкото окружување, дека треба да биде некаква причина за да може веројатно да се опуштиме. Екзистенционализмот како потреба за, ајде повторно, во контекст на артикулирање на тие потреби или пирамидата на човечки потреби, Маслов како е дефинира што е на врвот на пирамидата и се понатака како оди, како се развиваат работите, ќе направам една паралела заради тоа што денес имав една прекрасна средба со една професорка, која што е многу сериозен авторитет, да речеме, и начинот на кој што таа ги решавала работите или биле дадени како предизвик. Сето она низ кое што она поминувала во денешно време, да речеме, гледање низ оваа призма, веројатно многу полесно една нова генерација би можела сето тоа како предизвик да го превземе. Дали резултатот би бил ист, тоа е најголемиот знак прашалник всушност. Меѓутоа, во тоа време, со оглед на тие можности, морало на единствен начин така да се истурка. Во денешно време, очигледно тоа се можностите кои што се ставени на располагање. Не дека верувам дека кај нас е најмногу црно, меѓутоа таписеријата на животното искуство или на оној хекларски код на ставање на јазглите таму создале таков некаков чвор кој што ние најчесто го оставаме заврзан за да не го одврземе, меѓутоа спад со нашето дејствување дополнително ставаме чворови кои што некој понатака нема да може ни да ги реставрира или да ги отплетка за да се дојде до тој момент на обновување или на реафирмација или на оживување на тие нешта и во контекст на тоа некој искуство на претходно не толку заплеткани чворови, меѓутоа поставени авторитативни некои норми или нормативи. Како денеска од денешна перспектива ние се наоѓаме во позиција да повторно од почеток треба да го свртиме тркалот. И упорно тоа тркало почнува да се врти со секоја нова, можеби, смена на политичката сцена, со повторно некој ја оправа од претходно работата, повторно имаме ситуација да изговорите ни се најчесто формат некој на дефинирање на леснотијата, на обавувањето на функцијата или дефинирање на тие дневни обврски или задолженија на крајот на денот кога превземаш одговорност одредена, веројатно знаеш, не го добиваш тоа заради тоа што не знам, си бил многу убав или веројатно дадена ти е шанса да пробаш да ги оправиш работите. Јас верувам дека и сакам да се надевам дека сите во еден момент од сега натака ќе почнеме да веруваме дека мораме нешто да направиме, заради тоа што многу млади не само што си заминуваат, него или се приклонуваат кон тоа што се очекува од нив за да си ја, прифатат леснотијата на живеењето на тој начин и многу мина, предпоставам дека и приклонувањето им дава некаква сигурност понатака.
Многу тука во тој контекст веројатно има уметници кои што припаѓаат, меѓутоа има и мохиканци кои што се трудат, нели? Оно е тој филмот на последниот мохиканец е оној кој што до крај некако се бори во сето тоа, дали тој паѓа или не паѓа, дали ќе стане или нема да стане, е сепак одлика на модерните друштва. Уметниците се само еден дел од чинителите, меѓутоа таа таписерија ја формираат и други чинители, тонови, бои и прамени и дел од конци кои што веројатно не сваќаат дека таа таписерија едноставно поубава ако сите се таму и ако сите заедно придонесуваат за таа таписерија да биде функционална, за да не дојдат молците да ни изедат. Сега, ако дојдеме до тоа, веројатно од нафталин ќе треба да се вадат некакви идеи или решенија и тогаш авторитетите кои што служеле за поставување на некакви темели изгубат значење, тогаш таа леснотија веројатно полека станува секојдневие и таа леснотија ќе биде утре задутре репер за живење и за односи. Вие нема да може да очекувате, тие што го доживуваат како леснотија, нели, другите го доживуваат како сериозен погром и затоа и се одлучуваат. Јас како уметник имав многу прилика во последно време да се дружам со млади луѓе кои што работат сериозни геймерски проекти, кои што работат сериозни платформи за малце повисоки технологии различни, сватив дека тоа е златната иднина на Македонија и верувам дека можеме многу едноставно да ги поставиме од почеток работите и да ја позиционираме, да се позиционираме, да речеме дека се позиционираме како креативен потенцијал. Сега се поставува прашањето кој ќе не организира. Сега го спомнавме чат GPT, ја спомнавме вештачката интелигенција, геймерството, технологијата и се она што се случува во дигиталниот свет, што за мене е можеби една голема непознаница и покрај тоа што сум корисник на тие мрежи, на тие алатки, првото нешто што ми паѓа на памет кога треба да се обратам за помош, веќе тоа не се оние аналогни врски, не се тоа некои субјекти од моето физичко битие, туку се тоа токму тие дигитални алатки кои што посредуваат, комуницираат, продуцираат. Можете да си порачате фотографија, наместо да го земете својот фотоапарат и да направите фотографија од нешто, само можете да порачате преку тие дигитални алатки да ви се испорача во истиот дел од секундата, значи многу побрзо, многу поефикасно, со многу варијации. Дали тоа ќе создаде уметниците, сите да бидеме уметници, затоа што сите ќе го имаме тој, како да кажам, таа можност концептуално да ги поставиме работите и да порачаме нешто што е креативно, да кажеме некоја нова идеја, да дадеме некое лидерство на дигиталната алатка, што е тоа што треба да ни го isproducira, значи ние да сме да имаме да го имаме тоа уметничко водство. Сметаш дека сите ќе станеме уметници или дигиталната и вештачката интелигенција веќе ќе го поразди уметничкото кај човекот? Сметаш дека вештачката интелигенција може да биде субјект на уметност или сметаш дека може да биде само една алатка како што на сликарот му е потребна четка за да го ислика платното, така и на идниот уметник од дигиталниот свет каде што овие традиционални форми на уметност ќе бидат малку подзаборавени, ќе му биде дигиталната токму средина и дигиталната алатка првото нешто што ќе му е потребно да го употреби за да создаде уметничко дело. Ајде вака јас би започнал со една констатација која што мислам дека е многу битна, заради тоа што ако ние полека го трансформираме, односно ја приметуваме нашата трансформација, нели? Па сваќаме дека првата алатка кон која што прибегнуваме денеска, односно посегнуваме ChatGPT, а не е веќе Google, тоа значи дека веќе нешто се променило многу. Значи дури и во дигиталната сфера има една отстапка која што е направена чекор понапред. Сега веројатно во Google ќе мора да објасниме што точно бараме,
за да добиеме резултати, меѓутоа да добиеме малце попрецизни резултати, нели ќе треба да знаеме и убаво да објасниме што бараме. ChatGPT тој момент го скратува, го елиминира. Тука се поставува сега уште едно прашање. Дали и нели мислам дека имаме говорено на оваа тема, посебно на промоцијата на книгата, каде што зборувавме за тоа колку, да речеме, човечката интелигенција го има сето ова дозволено за да може вештачката интелигенција нели да ни се случи. Меѓутоа ние се навикнавме тоа да го користиме, посебно кај телефоните, па нашиот удел во однос на колективното, односно делувањето на колективното како индивидуа, она што ние го нагласуваме, можеби партиципативно во тоа колективно некое чувство. Меѓутоа, нешто што е многу повеќе битно е веројатно тоа што веќе посегнавме кон технологија која што е до тој степен упростена, што дури и нашите навики веќе се променети во очекувањата дека треба да добиеме резултат во однос на било каква екзекутивна команда. Ако првиот компјутер кој што јас го имав, Commodore, требаше да внесе код некој, па да пишеш играта, па на касетофони имаш, па штелуваш тука, па ран, па гледаш каков, сега веќе тие функции во денешно време, кај поновата генерација, веќе се надминати. Ако ние нашето истражување, да речеме, сме морале да го обавиме во библиотека, заради тоа што компјутери да имало, меѓутоа интернетот бил толку спор, односно на жица, нели? 56 бити у секунда, 98-9 година. Тогаш на професорот му преостанувало веројатно да те насочи таму или на некој кој што требало, да се знаело, имаш универзитетска библиотека, книжаре и таму го стекнуваш знаењето. Да, на тие претходните генерации многу потешко им било, поготово кога чекале плоча да им стигне некоја од Лондон и слично. Меѓутоа, она што сакам да го кажам и да го потенцирам, нешто што мислам дека е многу важно, не треба да создадеме одредена анксиозност кон таа технологија. Мислам дека во овој момент најважно ќе биде кој ќе ги напише правилата. Значи, кој ќе го понуди прирачникот? Новиот Асимов. Да. Кој ќе биде новиот Асимов? Ете така. Зошто? Ние зборуваме сега за вештачка интелигенција само заради тоа што излеговме од COVID, од една човечка трагедија, односно од еден сериозен човечки психолошки ајде да не кажам затвор, меѓутоа тоа беше бевме во блокада, нели, физичка, ментална, како сакате. И тоа го сега ние го предимензионираме до тој степен да веќе создаваме некаква одбивност, можеби страв, страв. Зошто? Прво, ако тргнеме малку наназад, треба да сватиме, да речеме, математичарот Тернер прв ја има дефинирано не како поим, меѓутоа како потреба вештачката интелигенција уште за време на Втората светска војна, па првиот неурон како електричен импулс е создаден тогаш. Ние имаме 80 и неколку години претходно познавање или интереси во однос на тоа, па и нашиот паметен телефон, нели, преку она како се каже typing help, така, кога пишуваш на автокорект, така, е на некој начин еден вид на вештачка интелигенција. Дополнително и дојдовме до оваа фаза каде што сега ние се приклонуваме кон ChatGPT или кон некоја било која алатка и седнуваме, пробуваме да твориме. Ние како ликовни уметници, меѓутоа и не само како ликовни или применети уметници, тука секако се и луѓето кои што работат програмирање од IT секторот, стануваме независни, можеби директно загрозени. Меѓутоа историски секогаш, поготово кога станувало збор за индустријска револуција, која што се случувала, или сега живееме четвртата индустријска револуција, секогаш имало приклонување кон за страната или кон против. Таа што била секогаш за, имала револуционерни секогаш некакви идеи и размислувања. Нели благодарение на таа индустријска револуција нас ни се случуваат и дадаистите, па ни се случува
тој револт или бунт во однос на институционализацијата на уметноста, критиката за тоа кој смее да биде или не смее да биде уметник, истото и денес. Дали има секој право да биде уметник или ајде малце поинаку денеска, секој може да биде дизајнер, меѓутоа не секој може да дизајнира. И тоа е работата која што е многу битна и треба да се свати, и тука е суштината. Заради тоа што забораваме многу често и мислам дека недостатокот на сето тоа е практички воведување на иновации, многу повеќе во образованието. Ние зборуваме за дигитална трансформација, а при тоа таа дигитална трансформација ја манифестираме на начин на кој што се одразува во другите држави, не локално. Да. Значи, ние треба да тргнеме од малце по-сериозна анализа, да видиме како јас се бавам со виртуелна реалност. Работам веќе 4 години проекти во виртуелна реалност. Добив стипендија да го работам тој проект од Чешка, добивам студентски грантови и поддршка, имам поддршка од универзитетот каде што работам. Имплементацијата да, на локално ниво. На локално ниво, јас сакам да помогнам. Многу сакам да помогнам и се надевам, си имам обидено и да исконтактирам и луѓе кои што се битни, кои што ги креираат промените, немам фидбек. Немам никаков фидбек. Меѓутоа, она што е уште позначаено, ќе кажам, јас ја работам македонската глаголица веќе 4 години. И сега ние правиме муабет за слободата на некој кој што се приклонува кон ChatGPT без при тоа да има обврска за него. Јас чувствувам многу голема обврска. Меѓутоа, јас дали добивам некаков фидбек во однос на тоа? Не. Јас ќе направам изложба, ќе направам некаква активност, благодарение на контактите, интересот на поединци. Меѓутоа тука ќе застане. Так. Нема тенденција на истреност и на поголема промена општествена. Така да ова ни е реперот буквално кој што го дава веројатно одговорот на тоа. Само уште една работа бе во Лондон пред неколку недели по покана на Royal College of Arts да го презентирам проектот, да видиме како може они да се вклучат во целата таа активност. Не сакам да споредувам сега, нели, ние имаме различно уредување, устройство и слично, тоа е монархија, меѓутоа ние делуваме како индивидуи независни, исти сме, во светот на уметноста сите сме исти. Меѓутоа, ако ви кажам дека еден факултет, Royal College of Arts, има годишен буџет од 2 милиони фунти за професори, за истражувачи, за кадар и за вклученост во било какви, а немаат доволно кадар, тогаш ќе ви стане јасно дека сериозни работи се случуваат на глобално ниво. Студенти има, да, меѓутоа тие што веројатно може да си приуштат квалитетно образование, да, тука имаме сериозен јас и проблем во однос на третирањето на ексклузивноста и демократизација на процесите. Кога зборуваме за уметничката вредност, и мислам дека и ти го спомна тоа, дека задолжение на секој уметник е да продуцира некои нови идеи, иновацијата, новите вредности, па и поставување на некои авторитети и норми кои што недостасуваат. Од една страна се зборува денеска дека уметноста нема простор за уметноста, за уметниците во овој свет, затоа што се што има од уметност денеска е применета. Ако не може едно уметничко дело некаде да го примените или да има некој импакт, некое влијание врз општеството, па макар и да продуцира нови потрошувачи, нови потреби во потрошувачка смисла, тогаш уметноста нема никаква смисла. И тоа мислам дека од Платон наваму таа стигма кон уметниците се провлекува, затоа што Платон велеше во утопијата, но во идеалната држава нема место за Хомер, просто Хомер е поет и навистина не ни го треба. Единствено нешто што може тој да ни направи е штета, затоа што ќе шири заблуди. Од една страна имаме уметност која што има смисла само доколку е применета, од друга страна го имате она исмевање со уметноста, кога една банана залепена со некаков силепак се продава за баснословни суми и тоа се третира како некој тип на уметничка инсталација и тоа некој го плаќа и препознава некаков уметнички
има уметничко доживување кон таа слика, што за повеќето луѓе кои што е доволно само да имаат здрав разум, велат дека тоа нема никаква врска со уметноста и кој е тој што ги поставува стандардите во уметноста. Многу е лесно да зборувате за уметничкото кога имате метафизичка димензија и имате религијата, па има нешто кое што е онтолошки примат, есенцијализам, кој што поставува што е убаво, што е грдо, што е објективно, што е субјективно, што е вистина, што е лага. Меѓутоа, одамна не живееме во бинарен свет и одамна работите не се така веќе поделени. Па сега имате институција која што ги поставува правилата и уметничкото можете да го следите по музеите, по галериите и така натаму. Меѓутоа и тоа се релативизира затоа што нешто што е на некој му е убаво и уметничко, според некоја друга критика која што е субјективна или припаѓа на некоја друга релативна група, тоа може да го третира и да го дефинира на сосема различен начин. Што е денеска смислата на уметноста? Вреди ли воопшто да разговараме и сега да го трошиме нашето време и времето на публиката зборувајќи за уметноста? Постои ли воопшто такво нешто како што уметност денеска? Би сакал да одговорам така што би дал еден пример кој што е од многу скорешното наше окружување, а дава на некој начин одреден контрапункт во однос на прашањето. Ние имавме многу скоро една многу сериозна дебата, кога мислам скоро, тоа мислам на периодот за време на ковидот, односно баш го живеевме ковидот, кога во нашето образование се беа планирани кратење на часови, така па најзасегнати беа тогаш предметите кои што се географија и историја како еден предмет во општествени науки и ликовно и музичко кој што влегува во еден предмет. Да, и меѓутоа успеавме. Тогаш една група на уметници направивме сериозен фронт. Не го споја предметот, меѓутоа го намалија по еден час неделно. И ликовно и музичко. Тоа е едниот проблем во однос на нашиот начин на третирање на нештата или живење. Другиот проблем е во однос на тоа колку естетиката или проблемот на естетиката може да придонесе во високото, односно во средно образование или во основно образование, или колку предметот историја на уметност, да речеме, би помогнал посебно во сегментите каде што и текако има потреба, пример, тие што студираат економија, тие што се бават со менаџмент, човечки ресурси и бизнис менаџмент во секој случај, заради тоа што ние денеска, и тоа многу убаво го кажавте, дали има потреба после сите овие предизвици да има, ние да зборуваме и понатака за уметност, ние имаме еден термин кој што се вика менаџер. Тој термин на менаџер го имаме практички покрај директор, нели имаме и менаџер. Во сите државни институции, мислам политички договор беше тој некаков да го има. Сега тие менаџери кои што нас ни се практички тие ни се рецидив од едно време, наметнаа некаков систем кој што треба да функционира. Истите тие менаџери практички ги имате и во ликовната уметност, дали сакате во применетата. Тие менаџери се тие кои што од страна на мој диктираат како ќе се оценува одредено дело или како ќе се поставува критика. Кога зборуваме за критика или за право на мислење, сметам дека ние двајца како соговорници апсолутно сме спремни нешто да го искритикуваме, меѓутоа тоа да не биде сватено навредливо, нели аргументирано, даваме одредено свое мислење кое што очекуваме дека од другата страна на соговорникот ќе добиеме на ист начин аргументиран фидбек. Меѓутоа тука вие добивате кој си ти да ми кажеш на мене. Сега тоа кој си ти да ми кажеш на мене нас ни се провлекува 30 години и веројатно да не испадне дека сега нели цело време ние зборуваме лошо кај нас во државата и мислам дека многу баво може да се живее. Тука јас сум пример за тоа, заради тоа што 2004 од студии во странство се враќам во Македонија со надеж дека ќе придонесам. Да, соочувањето со овие некои пречки кои што се сопки, дупки,
лесно ги надминуваш заради тоа што те води една малце поинаква идеја од претходно идеали дедо, баба, оставштина некоја. Сега тие менаџери детерминираат преку одредени куќи, односно форми на наметнување на критериуми на стандарди, колку нешто треба да чини или каква вредност треба да има. Па така еве јас како дизајнер ќе кажам дека можеби сега сум си изборил и можам да кажам што мислам дека треба да се направи или како треба да се направи. Веројатно сум изреагирал можеби некогаш повеќе професионално од што клиентот очекувал, меѓутоа исто така друга работа која што ми е многу значајна е клиентот дека секогаш треба да биде во право. И сега јас тука поставувам прашање и пак се врзува со на претходното со ChatGPT, ајде тогаш да пуштиме хирурзи и министри и лекари, забари, контролори на летање нека се едуцираат преку ChatGPT и да видиме каков ќе биде исходот, па кој од нас ќе бара хирург кој што има 20-30 години искуство, кој ќе отиде на забара, нема да се сомнева во изгледот, нели на забарот, него исходот од сето тоа и како ние ќе можеме да го обликуваме ова наше обкружување и што ќе им оставиме како пример нели на тие идни генерации. Затоа верувам дека да, промената може да започне ако сите се насочиме и веруваме во тоа. Верувам дека многу е лесно денес да поставиш цена, меѓутоа треба да бидеш подготвен веројатно и да се ценкаш за сето тоа. Дали ќе го прифатиш тоа како така, имаш два патишта секогаш, да, за или против и бираш. Слепо можеш да веруваш понатака во она што е твое, дали ќе преживееш или не знаеш, дали си спремен на компромиси, колку треба да правиш компромиси кога си во позиција на слабост или дали тоа ќе те остави заробен или нема да имаш средства за преживување. Така да има многу теми за дискусија, она што е многу битно дека во последно време, односно она што ние го сваќаме изминативе години, поготово нели во контекст на современата уметност е дека пишувањето е новото цртање практички. Значи вие можеби не сте толку добар уметник или не можете да го кажете она што го чувствувате, а применетата уметност бара нели да најде своја примена, меѓутоа многу ќе зависи од другиот кој што наместо вас ќе го опише сето тоа прекрасно, ќе го спакува, Gesamtkunstwerk, нели, во таа некоја обланда која што е ново пакување на истото нешто прераскажано на друг начин и тоа ќе постане вашето секојдневие на една линиска матрица, веројатно во која што ќе бидат поставени работите додека гледаме како таа низа полека паѓа и го спушта нивото додека веројатно не се случи некоја нова веројатно револуција. Сакав да кажам уште нешто, меѓутоа мислам дека поентата сакам да ја поставам тука околу критериумите, кој ги поставува критериумите или зашто немаме критериуми или кој треба да ги постави тие критериуми на крајот на денот, ако ова е една арена за докажување, оваа емисија е прекрасен начин за да се постигне целта. Дали тој што треба да го слушне ќе го слушне или можеби ова ќе отиде во некоја архива на YouTube, па после некои идни генерации со истражување нели ќе се бават, па ќе се чудат што све се зборувало, а ништо не се променило. И да заклучиме сега, еве со една марксовска терминологија, јас некако секогаш се враќам на Маркс и покрај тоа што мислам дека одамна е надминат, но некако се уште стои тука и им создава дилеми на денешните мислители, научници, социолози, особено оние што се од сферата на општествените науки, дека реалната вредност на работите колку повеќе се намалува, толку е поголема потребата за толкувањето и тука маркетинг агенциите мислам дека си го имаат, си го живеат своето златно време ако не го живее уметноста или некои други сфери од човечкото действување каде што се покажува креацијата најнепосредно можно, тогаш маркетингот е тука да ги представи работите во некаков си лажен сјај.
Ти благодарам за денешното гостување во емисијата Мој збор и еве веќе најавивме и дека во следната сезона ќе се видиме и ќе ги продолжиме нашите разговори за овие перениални прашања. Благодарам многу на поканата. Навистина ми е задоволство секогаш да дискутирам за овие теми. Верувам дека можеби критички пробавме малку да офатиме одредени комплексности во не во нашето општество, него во предизвиците со кои што нашето општество се соочува. Се надевам дека ова нема да остане само како уште една емисија во циклусот, него ќе одзвонува малку поинтензивно. И да, верувам во силата на зборот, заради тоа што благодарение на тоа и уметноста денеска е таму каде што е, дали е таа само ехо на зборот или е можеби директна иконографска репрезентација на сето тоа или пиктограм само, сепак е некаков артефакт кој што го детерминира времето и курсот на времето. И духот на времето. Ти благодарам уште еднаш. Да се зборува денеска за уметност, значи на ум да се имаат многу состојби, некои кои што ја абсурдизираат уметноста и ја сведуваат на абсурд, затоа што во исто време кога некои уметнички инсталации се проценуваат како врвни уметнички дела и се продаваат по баснословни суми, имате навистина големи уметнички остварувања кои што остануваат сосема незабележливи или за секогаш остануваат во архивите на некои галерии, недопрени од самиот восприемач, односно гледачот или слушателот, односно воопшто од публиката која што ја перцепира уметноста и секако современите состојби во уметноста се дополнително отежнати и дополнително ни е тешко да говориме за уметноста кога пред себе ја имаме вештачката интелигенција која што се покажува како солиден творец, а исто така и сите други алатки кои што ги нуди дигиталниот свет, па прашање е дали тие се само алатки или може да се третираат како субјект на уметничко творештво. Го следевте мојот денешен разговор со професор доктор Лаза Трипков, а јас ве закажувам следна средба веќе следната недела и тоа со нов гостин и нови теми. До тогаш, пријатна работна недела. Се гледаме.